Почитувани дами и господа, урнебесни слушатели на Македонското радио на Македонија, почитувани сеир гледатели на Македонската телевизија на Македонија, почитувани граѓани на Македонската држава на Македонија. И демократскиот, воедно и најдемократскиот и независен најпладневен радиовесник има чест и задоволство да ви представи дел од најновата македонска историја. Човечи, ка што знаете, резултатот по референдумот беше 1-0 за нас. А сега по уставот е 3-0 за нас службено. Што значи се ни успеа. Од сега навеки и нова тактика. Чима фанаме топката право аут. Ако треба и ча издушиме. Од сега натки само пи вода ладна, кркај пицики и фуфо и слушај го најголемиот хит македонски. Послушајте, европјани, да ви кажам словото, на референдум сум гласало, ја за Македонија, независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија. Слушни моја бивша мајко, мајко Југославијо, устав јазе си донесов, кон Европа заминав, независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија. Народе македонски, не слушај ги оние што те убедуваат дека си мал народ. Не постојат мали и големи народи. Постојат народи и народи што се согласуваат да бидат мали. Ова е твојата историска можност да покажеш дека си народ, народ со автентичен идентитет, култура, традиција, историја и име. Македонијо, Европа не може без тебе, ти си дел од неа. Ако е навистина така, а нема причина да не е, тогаш невестата може да ја венчаме, свадбата може да почне. Директен пренос од свадбената свечаност врши нашиот репортер доушник Славе Македонски. Почитувани слушатели, се јавуваме од Македонскиот парламент, каде што како слушате, еуфоричните сватови, односно народни пратеници со песна на устата, ги заземаат своите свечени места. На оваа историска свадба свечен тон ни дава и присуството на преку 200 новинари од сите светски агенции, бројни и угледни гости од угледни фамилии од уште поугледни земји, како и 12 апостоли, односно кумови од Европската заедница. Се разбира, бидејќи невестата, односно суверена и независна Македонија, е регистрирана и со устав оверена, единствениот правен наследник на царството на Александар Македонски, како и Самуиловото царство, присутни се и духовите на овие познати кралски и царски семејства, како и представниците на широките народни маси кои седат на помошни столици. Во овој момент започнува свечениот чин на венчавањето. Се обраќа церемонијал мајсторот, господинот Стојан Андов. Човечи и сватови, се собраме туа овие свечен миг за да венчаме невестата Македонија. Привидејќи ни сит сме за, неа ич неа ни питуиме. Слушај ваму, млада невесто, ному туку само да ми седиш туа, джоа млада невести да ми го говеиш. Туку слушај кои се прават и обврските. Треба да бидиш независна, самостојна, суверена, слободна, уставна,
со право да стапуиш у сојуз со други млади невести и со понекоја распуштеница вака. А бидејќи ти си современа и еманципирана, од тебе се очекува троа и да ти мрда опашот, да швалерисуиш по троа. Ако курдисуиш такви ептен современи еманципирани работи, чувај си го стално интегритетот и гледај бар тоа швалерите да бидат троа позафанати некој чар да видиме и ние од тоа. Групен секс иде у обзир само со членовите на Европската економска заедница. Добро де, шо се 12 души и ви, шо се правите чудни се? Увија свечен момент, а питувам невестата, дали ги прифаќа сите права шо и ги измислиме? Да! Невесто, да не си пишман, невесто! Нема пишман! Ако сгреши, нека изгори! А прогласувам невеста за венчана! Де, Радке, Вико, Јовеке, Кеновски, ајде се свирите, свадба ќе правиме! Пратениците стануваат и со песна и орос и се придружуваат на Радка свадбарката. Черешна се од корен корнеше, Македонија се од југа делеше. Проштевај, мајко, проштевај, проштевајте, мили републики, до сега сум други слушала, од сега те слушам народот. Почитувани граѓани, честитки и свечени телеграми по повод венчавањето на невестата Македонија до македонскиот народ испратија Гоце Делчев, Јане Сандански, Никола Карев, Кирил и Методи, Наоми Климент Охридски, Далфуфо, Курирот на Гоце, Црноризец Храбар, Волшебното Самарче, Дарко Панчев, Методија Андонов Ченто, Метропол, браќата Миладиновци, Крушките вечери на поезијата, потоа војводата Питу Гули, Свети Прокорпчински, солунските атентатори, Димката Ангелов Габерот, македонските богомили, Мистон, Кале Шанѓа, Нели Тиреко, Тончо Штипјанчето, Сирма Војвода, Крале Марко, Октетот Куманово, Мирче Ацев, Дете Голомеше, Витар Пео, Црна Арапина, Аце Русевски, Шабан Трстена, Тодор Петров, пратеничката група на ВМРО, Кемал Ататурк, Елпида Караманди, Дружерието на машиновозачите од Велес, Перо Машин Браварот, Рахим Бурхан, Блаже Конески, Кочо Рацин, Ѓорче Петров, група граѓани од Маđари, Џон Битов, Ѓорѓи Пулевски, Христијан Тодоровски Карпош 4 Крште Петков Мисирков, и Пица Сервис. вработените во Пица Сервис Далфуфо. А ние да видиме што се случува во парламентот. Го бараме нашиот доушник Славе Македонски. Во овој момент кон говорницата се упатува една досега на јавноста, па дури и на НННРВ непозната личност. Да го слушнеме. Потомци на Александар Македонски. Јас, Перо Машин Браварот, доаѓам тука за да го искажам нашето воодушевување. Ах, воодушевени сме, до тука бидува и пак назад, за суверена и независна Македонија. Со тоа големата империја на Александар Македонски конечно по 23 века доби легитимен наследник. Воедно сакам да ви го пренесам извинувањето од страна на Александар Македонски, кој објективно не можеше да дојде на овој свечен чин, бидејќи е мртов запатен. Меѓутоа порача пица и извикна: да живее суверена Македонија!